Денеска во основното училиште Малина Попиванова се одржаа две работилници на тема велосипедизам и работилница за животната средина и климатските промени. Учениците од 4-то и 5-то одделение се запознаа со велосипедот и неговата функционалност и начинот на кој се одржува ова превозно средство, која се организираше од страна на Екологикот Скопје. Тие на денешниот настан упатија јасна порака зошто е важно да се користи велосипедот како превозно средство. Целта на денешната работилница е да ги едуцираме младите на тема велосипедизам, велосипедски делови, рачни сигнали и безбедност во сообраќај. Тоа е еден дел од денешната цел. Другата цел е да ги едуцираме на тема животна средина и климатски промени. Со тоа што подготвивме неколку интересни експерименти за најмладите, каде што ќе им покажеме како е составена почвата, како растат цвеќињата, што е битно за нивниот раст и развој и ред други работи, така да на едниот дел позади мене имаме велосипедската работилница, а на другиот дел што е од другата страна на игралиштето имаме работилницата за животна средина и климатски промени. Покрај велосипедската работилница се одржа уште една за животната средина и за климатските промени. Се врши едукација на учениците што значи велосипедот и колку е корисен за самите деца. Воедно, значи и неколку други игри се вклучени во самиот настан. Значи имаме веломеморија, имаме едукација за животна средина. Учениците тртаа за велосипедот од моите соништа, како што е и направено претходно, значи ликовниот конкурс на кој учествуваа од сите училишта. Ние сме дел од веломрежата, како училиште веќе од првите активно учествуваме во сите активности и мислам дека ќе продолжиме и понатаму. Велосипедот е едно од најдобрите средства и корисни како за возрастните, така и за децата. И во нашето училиште, колку што гледам и знам кога ги организираме активностите, многу деца го користат велосипедот како превозно средство. Покрај двете работилници во основното училиште Малина Попиванова се организираше и ликовен конкурс на тема велосипедот од моите соништа, на кој учествува ученици од сите основни училишта од општината, а најдобрите добија благодарници. Ова настане дел од програмата за одбележување на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз 2021.